секогаш го поставам тоа прашање, која е вашата цел? 1%, помал процент на вежбачи доаѓаат поради тоа што сакаат да обликуваат добра линија, да намалат килограми и така натаму. Меѓутоа, јас им кажувам дека фокусот треба да го стават пред се на здравието. Бидејќи здравиот начин на исхрана во делот на вежби, исхраната, ноќниот добар ноќен сон значи многу и тоа е како еден пакет од сите тие работи и мора да бидат дисциплинирани. Меѓутоа, дисциплината сепак сметам дека е нешто што на кое што мора да се натераме на почеток. Кога ќе го правиме репетитивно подолг временски период, ќе се створи навика и понатаму нема некоја потреба да се присилуваат да го направат нештото, бидејќи веќе навиката си го прави своето, како доаѓа денот, време за тренинг, едноставно самото тело им бара и интересно е кога ќе ги видиш како едва чекаат да се појават на тренинзите. Главното прашање е за колку време од сите нив, меѓутоа им кажувам нема лесен пат и нема краток пат. Еве, маркетиншки гледам и на социјални мрежи, на телевизии постојат магични пилули, магични тренинзи и така натаму. Јас знам на шега да кажам, кај мене може да постигнете максимално кратки резултати во следните 5, 10, 15 години. И вака ме гледат со отворени очи. Меѓутоа, дефинитивно треба редовност, треба континуитет, посветеност и во текот на целиот свој живот. Тоа не е нешто што може да го направиме, да постигнеме резултати, тука веќе да застанеме. Бидејќи, ако се вратиме на стариот начин на исхрана, стариот начин на живот, старите навики, се враќа на старо, па да кажем и полошо. Одлучив да направиме на мала промена кај мене, бидејќи цел живот сум во форма. Имав успони, падови, имав повреди и така натаму. Многу приказни во врска со тоа, меѓутоа оваа година, да речем, иднатите 365 дена, се случија низа работи кај што се доведов во ситуација да бидам во поприлично лоша форма и викам добра можност на вежбачите преку личен пример да им покажам како изгледа сето тоа. Страшен режим на исхрана, режим на вежби, постигнав фантастична форма за одреден временски период и сопственикот на една од салите кај што вежбам со тежини, во оваа прилика и да го поздравам. На шега рече, бидејќи тој подготвува надпреварувач и е судија во бодибилдинг и фитнес, да те земеме на надпреварување, на што само се насмејавме, се нашалев и вечерта ми дојде мисла, па зошто да не? Зошто да не? Така да е октомври, надпревар во боди физик, сениори. Тоа ќе биде одлична можност, се роди повторно страст во мене, ентузијазам во мене. Им ги покажам на вежбачките сликите од пред и потоа, на кои што дури мене ми е чудно да ги гледам, бидејќи сум во форма, меѓутоа сега ова во моментот во која насока се движи е фантастично, така да ако пред 10 години кога ми беше последното надпреварување бев повеќе кратен шампион во фитнес со акробатика и мислев дека е готово со тоа, одлучив да прекинам. Меѓутоа, еве сега некако ми доаѓа мисла дека ова ќе го правам до 100 години. И со надпреварувањата, и со вежбите, се чувствувам подобро од било кога. Важно е кога има љубов, кој ќе има страст до небо, веќе се изгледа поинаку. Годините си го прават своето, меѓутоа она крива која ќе достигнеме кулминација во животот и која ќе почне да паѓа, што е сосема природно, да ја ублажиме. Да ја ублажиме и дефинитивно имам примероци на луѓе, драги пријатели, спортисти, колеги, кои што, еве да ги поздравам, Бетче има 81 година, професор Ирена има веќе 67 години, поспремни од било кој маж или жена, инспирација за сите нас, ако во минатото ме биле инспирација и пример профи спортисти, врвни профи спортисти, сега ми се инспирација самите тие, а истовремено и самите вежбачи кои што јас верувам и сакам и тие да поверуваат колку можат и дефинитивно тоа го правиме веќе последните 20 години, многу успешни, приказни, така да исполнета ми е душата и срцето, го работам тоа што го сакам и го сакам тоа што го работам.